Добар ден! Ова видео е упатство за тоа како да се најави ученикот на платформата за далечинско учење за прв пат. Морам на почетокот да напоменам дека учењето всушност ќе се одвива преку оваа платформа, додека апликацијата Teams, која верувам веќе ја инсталиравте во вашите уреди, служи за комуникација меѓу наставникот и учениците. Значи, платформата за далечинско учење и апликацијата Teams се две алатки преку кои ќе се одвива учењето од далечина. За разлика од апликацијата Teams, платформата не треба да се инсталира, туку на неа се работи онлайн. И уште една важна напомена. За да можете да учествувате на онлайн наставата, треба да имате добар интернет. Значи, како да се најавиме на платформата? Почнуваме од почеток. Вие од вашите наставници по електронски или физички пат добивте ливче на кое го пишува вашето име, вашето корисничко име, односно мејл со кој ќе се најавите на платформата и лозинка за вашето корисничко име. Под овие податоци стои долу и кратко упатство како да се најавите. Но јас тоа ќе се обидам да ви го појаснам малку подобро преку ова видео. Значи, ги имате вашите податоци. Што треба вие да направите? Вие за почеток треба да го отворите вашиот пребарувач. Тоа би требало да биде најдобро Google пребарувач или пак Експлорерот, за да имате добра врска. Во вашиот пребарувач треба да напишете lms.schools.mk. Кога на вашата тастатура ќе кликнете Enter, ќе ви се отвори оваа почетна страна. На неа пишува Национална платформа за учење на далечина. Овдека имате две алатки. Едната алатка е глобусот, во кој што можете да изберете на кој јазик сакате да ви е националната платформа. Можете да искористите босански, англиски, албански, турски, македонски и српски. Јас ќе го изберам македонскиот јазик. Забележувате, на почетокот тука пишува на англиски јазик, логин, но кога ќе кликнам на македонски јазик, тоа ќе се претвори, ќе се преведе на македонски јазик и ќе пишува најавете се. Ваша задача е да кликнете на тоа копче, на копчето најавете се. Кога ќе кликнете на копчето најавете се, ви се појавува прозорецот преку кој што вие ќе се најавите. Тука треба да го напишете вашето корисничко име. Вашето корисничко име, ве потсетувам, се наоѓа на ливчето што ви го дал наставникот. Пишува корисничко име и се наоѓа тука вашето корисничко име. Вие треба точно да го препишете на овој прозорец. Корисничкото име се состои од почетните букви на вашето име и презиме. Например, ова е ученик измислен, Никола Николовски, значи НН, почетната буква од неговото име и презиме, и тука следуваат уште 6 бројки. Потоа следува знакот мајмунче, schools и .mk. Внимавајте, треба да пишувате со латинично писмо. Откако ќе го напишете вашето корисничко име, кликате Next, односно понатаму. Сега треба да ја внесете вашата лозинка. Вашата лозинка исто така се наоѓа на ливчето што го добивте. Внимавајте, препишете го точно. Лозинката се состои
од голема буква, мали букви и броеви. За да се уверите дека точно сте ја напишале лозинката, може да кликнете тука на ова око и ќе ви се прикаже тоа што сте го напишале. Ќе си проверите дали точно сте препишале и потоа можете да кликнете на копчето Sign in. Апликацијата веднаш ви дава можност да ја смените вашата лозинка, односно вие морате да ја смените вашата лозинка. Па имате овдека 3 линии. На првата линија треба да ја напишете лозинката од вашето ливче. Потоа треба да ја напишете вашата нова лозинка и уште еднаш да ја потврдите вашата нова лозинка. Пред да ја внесете вашата нова лозинка, јас ви препорачувам истата добро да си ја осмислите и да ја напишете на еден лист хартија. Вашата нова лозинка треба да содржи голема буква, мали букви, броеви и некој символ. Не ви препорачувам во лозинката да го користите вашето име или презиме, да користите броеви од датумот на вашето раѓање, затоа што таквите лозинки најлесно се пробиваат. Значи, смислете си добра лозинка, која што ќе има најмалку 8 знакови, во која што ќе има големи букви, мали букви, број и некој символ. Значи, реков да си ја имате напишано на ливче, за да не ја заборавите, бидејќи ако ја заборавите, ресетирањето на нова лозинка трае подолго време и вие нема да можете да учествувате во наставата. Откако сте ја напишале еднаш вашата лозинка, ќе ја потврдите и ќе ја напишете уште еднаш. Кога ги пишувате лозинките, се појавуваат точки. Ако сакате да ги видите и да си проверите дали точно сте ги напишале, повторно ќе го користите окото и ќе имате можност да ги видите напишаните лозинки и да си ги проверите дали ви се точни. Откако сме ги внеле лозинките, новата лозинка сме ја внеле, кликаме на копчето Sign in. Ова копче не носи на националната платформа за учење. Бидејќи националната платформа се уште се работи и ќе има уште измени овие денови, можно е да ви се појави ваква страна. Ако ви се појави ваква страна, вие ќе кликнете на копчето Дома. Или ако случајно ви е на англиски, повторно може преку глобусот да си изберете македонски јазик. Значи, кликате на копчето Дома и веќе имате можност за повторно најавување. Овој пат, за да влезете во вашата страна, овој пат треба да се најавите, кога ќе кликнете на копчето Најавете се, треба да се најавите со вашата нова лозинка. Значи, постапката уште еднаш ја повторуваме. Го пишуваме од ливчето го пишувате вашето корисничко име, потоа кликате на Next, ја внесувате вашата нова лозинка. Нормално, ако сакате да проверите, го користите окото. Доколку не сакате да проверите, ќе ви се бидат видливи само точките. Откако го внесовте корисничкото име и лозинката, кликате на копчето Sign in, односно најави се. И веќе влеговте во вашиот профил на националната платформа за учење на далечина. Бидејќи кажав дека националната платформа се уште се уредува
има некои работи кои што ќе ги има дополнително. Во овој момент ние сме вклучени на почетната страница, каде што го гледаме своето име. Ако кликнеме на уреди ја оваа страница, можеме да ставиме слика и некои други можности, тоа ќе го истражите сами. Препорачливо е на профилот да не ставате слики, бидејќи вие сте се уште малолетни и поради ваша лична заштита за секој случај не е препорачливо да ставате фотографија од вас на вашиот профил. Уште на вашата почетна страница имате календар, ќе ви објаснам зашто ќе се користи тој, и подолу ќе треба тука долу, а мислам дека треба и овде, да стојат сите предмети кои што вие ќе ги изучувате оваа учебна година. Во овој момент само ќе ви го објаснам календарот. Повторно, ако вие, било кога сте во оваа платформа, доколку ви се појави платформата на некој друг јазик, можете да кликнете на клопусчето и да го изберете македонскиот јазик. Еве, сега календарот е на македонски јазик. Тука во календарот, според вашиот распоред на часови, вашите наставници ќе ги најавуваат вашите часови и ќе ви даваат линк за да пристапите до тој час. Да речеме, кога ќе имате некаков час најавен, еве за септември може би не, но во октомври месец, во понеделник ќе ви се појават тука вашите часови од вашиот распоред. Со кликање на тоа копче, вие ќе можете да стасате до тој час. Тоа ќе го разработите подобро со вашите наставници на вашиот прв оделенски час. А како да пристапите на вашиот прв оделенски час? За таа цел, вие ќе треба да одите на оваа икона, каде што пишува My Email. На македонски тоа значи мојата електронска пошта. Откако ќе влезете на вашиот профил на платформата, вие ќе треба често да проверувате дали имате порака на вашиот емаил. Кога ќе кликнете на ова копче, иконата My Email, односно мојата електронска пошта, ќе ви се отвори нов прозорец и вие всушност влегувате во вашата електронска пошта. Доколку вашиот наставник ви напишал порака, вие ќе можете тоа да го видите тука. Со кликање на пораката, таа ќе стане видлива тука од страната на вашиот екран. Еве еден наставник кој што пратил веќе порака до неговите ученици, тој преку оваа порака го закажува првиот оделенски час, кој ќе се одржи преку апликацијата Teams на датумот 29 во 11 часот. Наставникот ги потсетува учениците дека за да може да учествуваат на часот, треба да ја имаат инсталирано апликацијата Teams на својот компјутер, на својот лаптоп, смартфон, таблет, мора да ја имате инсталирано апликацијата Teams и во 11 часот да кликнат на овој линк и да се вклучат на првиот оделенски час. Секој од вас треба во неговата пошта да добие ваква порака и на определениот датум, во определениот час, да кликне на линкот и да се вклучи на својот прв онлайн час. Повторно
Ви велам, мора да знаете дека имате добра интернет линија за да може да следите квалитетна онлайн настава. Ви посакувам многу успех во оваа учебна година. Довидување.